под мотото Марш за Македонија, Завет за Македонија. Денеска Македонското патриотско здружение заедно со неколку стотици поддржувачи на неговите идеологии започнаа марш за, како што нарекоа, зачувување на унитарноста на Македонија на името и на нашата химна на државата. Маршот започна мирно и достоинствено од пред платото на Соборниот храм, од каде се собраа неколку стотици поддржувачи на оваа идеја, за потоа преку скопските улици да стигнат овде до споменикот на загинатите бранители од конфликтот во 2001 година во паркот Жена Борец, да положат свежо цвеќе пред споменикот, како и да им одадат со едноминутно молчење почит на оние кои што загина бранејќи ја татковината. На Facebook профилот можеше да се забележи од Македонската патриотска организација тврдокорни дека повикуваат сите оние граѓани и студенти и граѓански организации и бранители, сите оние кои што се заинтересирани да ги остават партиите настрана и да се вклучат во зачувување на унитарноста на нашата држава, да се приклучат на маршот што представува и наднационално и надпартиско обединување на сите оние поддржувачи на онаа идеја која што ја промовираат од Македонското патриотско здружение. Во продолжение да погледнеме и делот на атмосферата заедно со пораките кои што ги упатија до македонската јавност. Овде сум од повеќе причини. Едната од тие да не шпекулират душманите дека сум исчезнал и дека се кријам и дека ме нема никаде. Јас сум тука и ќе бидам секаде каде што се работи за интересите на Македонија и на македонскиот народ. Она што сакам да го... Немам намера никому ништо да порачувам. Она што го чувствуваме дека Македонија не се брани со динамит и со куршуми. Македонија се брани со срце, со душа и со љубов. Така било, така е и така ќе биде и во иднина. Нормално дека се брани и со збор, и со перо, но пред се со срце и со душа. Да ни е вечна Македонија. Овде сме поради молкот на оние кои се сметаа дека се најголеми. Молк после една отворена агресија, напишана и конструирана во Тирана и Приштина. Агресија кои нашите две партии ја премолчаа. Ја премолчаа платформата за живеена со нивниот молк и со тој неважечки нелегитимен документ седнаа да преговараат и да се пазарат околу создавање на нова влада. Нас воопшто не не интересира кој ќе ја формира владата. Она што не интересира и она на кое сакаме јавен одговор е зошто после објавувањето на платформата вие, господо политичари, молчевте. Да, можеме да кажеме дека маршот помина мирно и достоинствено по улиците на Скопје. Немаше никакви инциденти се до неговиот завршеток овде пред споменикот на бранителите од конфликтот во 2001, а од организацијата тврдокорни најавија дека и понатаму ќе продолжат со овакви маршови или протести, се додека не се обелодени што е она што е договорено во Мала Речица и кои се страните кои се договарале за и што договарале во Мала Речица.